Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав во студиото на Радио Глас на надежта од Кавадар. Си започнуваме нашата дневна емисија која се емитува во среда точно во 12 часот. Еве денеска повторно заедно со вас. И ова емисија, како и претходните, ќе започнеме со една убава мисла на денот. Денешната мисла гласи: никој не е толку богат и славен за да може да се откаже од една насмевка, ниту толку сиромашен за да не може да ја подари. Наистина, убава порака за насмевката, иако понекогаш сме притиснати од секакви проблеми, неволи, искушени и така натаму, може би не ни е секојаш до смеење, но сепак насмевката која може би трае неколку секунди, која ќе се насмевнеме, ќе го поздравиме некого поред нас, ќе биде многу поблагопријатна отколку оној другиот став кој понекогаш го заземаме наместо насмевка. И затоа, ајде, колку стои до нас и овој ден да покажеме некоја насмевка кон оние кои не обкружуваат. Никој не е толку богат и славен за да може да се откаже од една насмевка, ниту толку сиромашен за да не може да ја подари. Да ја подариме денеска и ние колку што можеме насмевката со оние луѓе со кои ќе се сретнеме. Еве со оваа мисла ја започнуваме оваа емисија, сега да ја поздравиме со една христијанска песна. Svaki moj dan, sve što sam ja, nek te obožava. Zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu i silu i čast. Pesma se čuje i hvala diže pred Tvojim imenom. Radosno pevamo delima Tvojim, zauvek Tvoj sam i molim te ja. Najveće blago na svetu si meni ti. Moj Isus, moj Gospod, niko nije kao ti. Kroz dane sve slavit ću ja na čuda Tvoje ljubavi. Moj zaklon, moj branik, snaga i uteha si. Svaki moj dan, sve što sam ja, nek te obožava. Zemlja sva neka sad Gospodu kliče, daje mu slavu i silu i čast. Pesma se čuje
Почитувани гледачи на радио Гласна надежда, денешните вести ни доаѓаат од Велес. Имено во минатиот викенд, значи на 17 мај, во Велес, во големата сала на хотелот Глориус, кој се наоѓа на брегот на езерото Младост, се одржа во годишниот пролетен собор за адвентистите на седмиот ден, за христијанската адвентистичка црква од цела Македонија имаше собрано луѓе, значи верници, пријатели кои дојдоа на овој овогодишен пролетен собор. Големата сала беше исполнета, значи, со верници од Македонија, но имавме и од странство и од Србија. Главен говорник на соборот беше Роберт Гамбоа, со неговата сопруга од Генералната конференција, односно од Соединетите Американски држави. Тој упати наистина силна порака до присутните како да сведочиме на тротоар, значи како да контактираме со луѓето кои ги среќаваме секојдневно на улица. Исто така зборуваше тој за неговите семинари кои ги одржува по светот, така да пренесе интересни искуства. За време на соборот исто така беше извршен чин на ракополагање на старешини, на двајца наши верници и браќа. Едниот беше, значи, од Неготино, братот Драгослав Методиев и Исмет Кантуров од Чуторизари. Чинот на ракополагање го водеше братот Дехран Хајдар, секретар и благеник на нашата мисија, заедно со ракоположени пастори кои работат и живеат во Македонија. Гостинот од САД исто така упати една многу силна порака за сите оние верници кои се присутни на соборот, кои се потикнати од Светиот Дух и кои сакаат да работат како волонтери за Господа, да излезат напред. И една, може да кажеме, голема група на верници излегува напред, при што братот Роберт упати молитва за благослов од Господа за сите присутни кои изразија желба. Во музичкиот дел учество зредува младите од Велес, од црквата Домакин, потоа од Скопје, имаше пејачи, значи една група и од црквата Колешино. За сите присутни на соборот беше организиран заеднички ручек и навистина беше благословено, така да може луѓето и да се физички закрепнат. Во прилика благодарност до организаторите, значи до самите верници во црквата Велес, за самата организација и за топлиот прием. Наистина се плашевме времето дали ќе биде добро, но наистина беше убаво, сончево, не беше така топло, жешко, но пријатно. После ручекот, дел од верниците кои не се брза да се вратат веднаш дома, се прошета на брегот на езерото Младост и навистина има што да се види, тоа е уредено, така да самиот кеј може да се дружат и да направат некоја фотографија. Наистина беше предност да се биде на еден таков собор, кој се организира од страна на мисијата 2 пати во годината, значи на пролет и на есен, така да и ова прилика беше убава, да верниците се охрабрат меѓусебно, да разминат искуства, да се подобро запознат, но пред се да го прослават Господа Исуса Христа. Еве, драги гледачи, толку беа информациите, додека ја зборува, верувам ги видовте и сликите, така да едноставно да се охрабрите и вие и следниот пат планирајте да бидеме заедно. Господ нека не благослови сите кои бевме, а и вие коите преку овие слики ќе може да се охрабрите. Продолжуваме со песна. Имаш ли слабости во сиот живот твој? Имаш ли празнина в душата? Слушни го гласот му, нежно, љубезно, гласот мил шепоти, дојди ти, ко татко и син.
во преградки со Исуса ќе си ти рајски миг, срцето ќе имаш ти од небото. Самотен, несреќен, со грижи осамен, моли се, баре спасна си од глас. Верно тој готов е да ти помогне, си од греви сето зло ке исчезне. Ко татко и син во преградки со Исуса ке си ти рајски миг, срцето ќе имаш ти од небото. Ко татко и син во преградки со Исуса ќе си ти рајски миг, срцето ќе имаш ти од небото. So here's a person sitting out. Еве една личност која што седи овде. Okay? The sun straight overhead, it's got that much distance between the atmosphere and the person. Ова е дистанцата помеѓу атмосферата и таа личност. See, the atmosphere filters out the UVB. Значи самата атмосфера е на некој начин филтер за UV зрачењето. If you're out in the early morning, or let's say up to 10 o'clock, А ако кажеме дека сте рано наутро изложени или до 10 часот, there's more atmosphere, тука е гледате дека има поголемо растојание во атмосферата. more filtering's taking place. Значи самиот филтер повеќе ја обавува оваа задача сега. Now let's compare the two distances. Ајде да ги споредиме овие две дистанции. For most of you say, well, that looks about the same distance. Вака гледајќи ќе речете па ова изгледа исто. It's almost double the distance when you get it early and late. Значи, ако велите дека треба да биде тоа рано наутро или попладне, гледате дека дистанцата е скоро дуплирана. The key is don't burn your skin. А клучот во сето ова е немојте да ја изгорите вашата кожа. That means when you touch it, it hurts. Значи, а тоа значи кога ќе ја допрете дека веќе ве боли. You've done damage to your tissues then. Тогаш вие сте ја оштетиле вашата кожа. A big study was done on American sailors in the Navy. Во америчката морнарица е направено едно истражување. They found that the sailors who had outside jobs compared to inside jobs Морнарите кои што се со својата работа надвор во однос на оние кои што се наоѓаат внатре had far less melanomas, the outside people.
Оние кои што се надвор имаат помалце можност да заболат од меланом, рак на кожа. I know I'm mentioning melanoma a lot. Многу пати сум ја спомнувал ова меланома. It's a skin cancer. Тоа е рак на кожата. There are other skin cancers. Постојат и други врсти на рак на кожа. Melanoma is the worst one. А меланомата е најлошиот облик. And so we've got to be careful with that. И затоа мораме да бидеме предпазливи со тоа. But again, that's a high fat diet and too much sunshine. Значи, мрсна исхрана и премногу изложеност на сончева светлина. This is a medical journal report. Ова е медицинскиот часопис кој што известува. Now, some of these men work indoors and outdoors. Значи, некој вели за оние кои што се внатре и за оние кои што се надвор. They had 24% less melanomas than the average population. Ти има 24% помалце ниво на меланома од останатата популација. So, get your sunshine. Значи, бидете изложени на сонце. But again, like I said at the beginning, Али како што кажав и на самиот почеток, we've been made to fear the sunshine. ние сме научени да се плашиме од сонцето. So we send our children out, we lather them down with sunscreen, sunblock. Ние ги испраќаме, нажалост, нашите деца надвор на изложеност на сонцето, али премачкани со сите заштити од сонцето. A large study's been done on those things. Дури и многу истражувања се направени на ова основа. Looking at 1,400 different brands of sunscreens. Погледнете на 1400 различни типови на креми за сончање. Less than 5% were shown to be safe. Само 5% од нив се покажале како безбедни. You don't want sun on your skin? Ако не го сакате сонцето на вашата кожа, Wear a hat and a long sleeve shirt. носете капи, шешири и долги ракави. Don't lather yourself down with these cancer-causing substances. Немој да се изложувате на овие супстанции кои што исто така можат да предизвикаат рак. Now, high blood pressure, big problem. Ако имате висок крвен притисок, тоа е голем проблем. Almost 40% of the adults over 18 in Macedonia have high blood pressure. Значи, млади над 18 години, 40% имаат проблем со висок крвен притисок. That's a huge number. Тоа е огромен број. And many people take drugs to bring it down. И мнозина луѓе земаат таблети за да го спуштат овој висок крвен притисок. But you'll be taking these tablets for the rest of your life. Али, нажалост, овие таблети треба да ги земате до крајот на вашиот живот. If you want to lower your blood pressure 15%, А ако сакате да го намалите вашиот крвен притисок за 15%, very simple. на еден многу едноставен начин, Go for a walk. пешачите. That will usually lower it about 8%. Тоа ќе го намали, значи, вашиот крвен притисок за 8%. Walk in the sunshine. Пешачење на сонце, That will lower it 15%. тоа ќе го намали за 15%. No adverse side effects. Нема никакви несакани последици. All the benefits of the sunshine. Сите добробити се од сонцето. Vitamin D, Витаминот Д, vasodilation, lower blood pressure, значи подобро проток на крвта и понизок крвен притисок. I mean, it makes common sense to get out in the sunshine. Значи ова прави да добра причина за да излезете на сонцето. Another interesting study was done. Уште едно интересно истражување направено. The researchers went to a university Истражувачите отишле на еден универзитет and they divided a physical education class into two groups. Оние кои што се на физкултурна настава ги одвоиле во две групи. Half of them were given ultraviolet light treatments. На половина од нив им давале ултравиолетови третмани. Okay, that's what the sun gives us, UVB. Тоа е она што сончевата светлост ви го дава, ултравиолетовото зрачење. The other group, На другата група no UVB. не ги изложувале на ултравиолетово зрачење. So they let this study go on for a number of weeks. Ова истражување траело неколку недели.
After 10 weeks, После само 10 недели, those who received the treatment from the UV оние кои што го примале третманот со UV зрачењето, improved their physical fitness by 20%. својата физичка способност ја напреднале за 20%. That's an amazing increase. Тоа е неверојатно зголемување. But how amazing is that? Али колку неверојатно е тоа. Compare it with those who did not receive the extra UV treatments. Во однос на оние кои што не го примиле третманот со UV зрачењето. They only increased physical fitness 1%. Тие своите физички способности ги зголемеле само за 1%. UV, that's sunlight. Значи, UV зрачењето и уствари сончевата светлина. But there is one more result. Али постои уште еден резултат. And this should get all of our attentions. Али ова треба да го привлече нашето внимание. Those who received the ultraviolet light treatments Оние кои што примиле третман со ултравиолетово зрачење had half of the colds of the other group. имале помала можност за настинка во однос на другата група. That's amazing. Ова е неверојатно. Now, a number of years ago, they had this tsunami down in the South Pacific. Пред неколку години имаше цунами во Јужна Пацифик, во Азија. It contaminated all the water, Ја контаминирала целата вода. and you got to have water. А вие треба да имате вода. But they found a way to fix the problem Али тие нашле начин како да го решат овој проблем. called solar disinfection, Ова го нарекле соларно дезинфекцирање. exposing water in bottles to the sunlight. Изложувајќи ги на сончева светлост шишињата со вода. But you see the problem. Али го гледате проблемот. Plastic bottles. Пластични шишиња. Use glass bottles. Користете стаклени шишиња. I use this all the time when I go to Bolivia. Јас секогаш користам стаклени шишиња кога одам во Боливија. And you can put some charcoal in the water. Можете да ставите јаглен во водата. That takes everything else out. Јагленот ќе апсорбира се што е штетно во водата. So get your sunshine. Затоа бидете изложени на сонцето. Се враќаме повторно во нашата програма, почитувани гледачи, после ова песна, еве следува теолошка тема. Денеска би сакал да зборуваме за предестинацијата. Може би сте слушнале за овој поим, може би не, но верувам дека ова размислување ќе ни помогне да разбереме што значи тоа предестинација. Предестинација е латински збор, што значи однапред некој да е определен за нешто. Учење според кој судбината на човекот однапред му е определена. Верувам дека сте сретнале луѓе кои велат, кога ги поканувате да дојдат во црква или да читат некоја духовна книга, тие велат: не, јас не сум за тоа. Јас не сум за црква, не сум повикан, не сум определен од Бога. Јас сум за кафана, јас сум за друг начин на живење. Дали таквото размислување, почитувани гледачи, е точно? Дали таквото размислување еден ден ќе не оправда пред Бога или ќе не осуди? Според оваа доктрина или според ова учење, значи човекот толку длабоко паднал во грев што не е во состојба сам да изврши
избор. Според тоа, спасението не е условно или безусловно, туку човекот е определен или за вечно спасение, или за вечна пропаст. Значи, тоа размислување е старо, на жалост, влече корен дури од Жан Калвин, ние ќе го спомнеме во текот на ова размислување, но се уште и денеска провејува и денеска има симпатизери кои веруваат во предестинација. Значи, голем број на христијани веруваат дека Бог уште пред да се родат, некои од нив избрал да бидат спасени, а други да бидат загубени. Например, ако случајно се најдете меѓу оние кои Бог во својата бесконечна љубов и мудрост ги определил да бидат загубени, тогаш независно од одлуките што ги носите во животот, вие сте однапред определени за пропаст, а некои се однапред определени за вечен живот и за спасение. Со други зборови, само со одлука, значи на Божето провидение, некои се предодредени за живот, за спасение, а некои за пекол. Значи, независно од нашите или вашите одлуки, почитувани гледачи, вие сте однапред предодредени или за спасение, или за вечна пропаст. Самата предестинација тврди дека Бог самоволно му ја наметнува својата благодат на кого што сака, без да ја почитува неговата слободна волја или неговиот слободен избор. Со други зборови, значи Божјата благодат, односно спасение, Бог му го наметнува на некого, а некого го лишува од него. Меѓутоа, Божјата реч кажува дека спасението секому му стои при рака и секому му е дадена иста можност да бира. Дали ќе го прифати Бог или ќе го одбие, тоа зависи од нас, од човековата слободна волја. Еве што кажува во Откровение 22 глава 17 стих. Кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот даром. Гледате овде последно зборче, кој сака. Значи, Бог никого не приморава, Бог никого присила не му дава за да поверува во него или да не верува. Значи, предестинацијата, може да кажеме, не е библиско учење, зашто ја уништува слободната волја и правото на човекот да бира сам, да има слободен избор. Ова теологија едноставно е чисто кршење на библиското учење за условност. Имаме многу текстови, сега сите да не ги чита, може да проверите во Пета книга Мојсеева, 28 глава 1 стих, Еремија 18 глава од 7 до 10 и така натаму. Поимот предестинација не се спомнува во Стариот Завет, туку само во Новиот Завет, и тоа вкупно може да кажеме 6 пати. Еве јас ќе покушам да ги накратко цитирам тие 6 пати кои се спомнуваат во Новиот Завет. Најпрви во Дела 4:28. За да го направат оно што е твојата рака и твојата волја однапред определиле да се збидне. Второ, Римјаните 8:29. Зашто оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предопредели да се преобразат според ликот на неговиот син, за да тој биде првороден меѓу многуте браќа. Број 3, Римјаните 8:30. Они кои ги предопредели, нив и ги повика, а они кои ги повика, нив и ги оправда, а они кои ги оправда, нив и ги прослави. Тоа е третото. И четвртото, одиме во 1 Коринтјаните 2:7. Туку говориме за Божјата мудрост во тајна скриена, која Бог од давнина ја предопределил за наша слава. Број 5, Ефесјаните 1:5, тој однапред не определил за да не посини преку Исуса Христа според благонаклоноста на својата волја. И на 6-то место, кај што се спомнува ова мисла, во Ефесјаните 1 глава 11 стих. Во кого и ние бевме избрани за наследници, зашто бевме однапред определени според намерата на оној кој прави се по советот на својата волја. Застапниците на оваа доктрина, нова наука би рекол, предестинација, се базираат или го базираат своето размислување токму на овие 6 текста кои ги наоѓаме во Новиот Завет. За поимот предопределеност во Новиот Завет се употребени различни зборови како што се замисли или намера. Тоа е многу важно да го знаеме. Во Светото писмо постојат и зборови кои гласат поинаку, но имаат слично значење. Например, ништо не се случува Бог да не предвидел и не решил.
име запишано од создавањето на светот во книгата на животот, кој Бог расподелил се имињата запишани на небесата. Со нив се сродни и некои формулации од Стариот Завет, како што се Божјата намера, Божјата волја, Божја замисла, Божја одлука. Деновите ми беа одредени уште додека не беше ниеден. Тоа го кажува Псалом 139:16. Ако ова прашање го разгледуваме изделено од контекстот на Библијата, како црковните писатели од далечните времења, сигурно ќе дојдеме до погрешен заклучок за човековата судбина, па и до тврдиот фаталистички заклучок за предодреденост на некои луѓе кои ќе бидат спасени, а некои, на жалост, изгубени. Во Новиот Завет, односно во Новиот век, најтврд застапник на ово учење, како што спомнав на почетокот, бил Жан Калвин, швајцарско-француски реформатор, според кого цело едно крило од протестантизмот е наречен калвинизам, кој се појавил на верската сцена во Европа цел 1 милионум по Августина, чишто влијание врз протестантскиот свет не треба да се занемари. Не е едноставно да се изложи калвиновото сваќање за предестинацијата без да се стекне впечаток за крајна безнадежност кога е во прашање човековото оправдание и спасение. Ние не можеме се тоа да го објасниме во ова кратка емисија, но еве ќе покушам. Божјата величественост, смета Калвин, ја надминува способноста на човековото сваќање и затоа треба да се слави неговата возвишеност, а не смело да се испитуваат неговите намери, да се пречекоруваат границите на Светото писмо и причините за собствената пропаст, да се барат во тајните за кои Бог сметал дека не е добро да им се открие на луѓето. Калвин еве што кажува во својата наука. Човекот христијанин секојаш треба да биде умерен и кој ќе види дека Божјата света уста е затворена и тој треба да го затвори патот на своето барање. Премудрост ја нарекуваме вечната Божја мудрост, со која определил што сака да стори од секој човек поединично, зашто не ги создава сите во исти услови, туку едни ги определува за вечен живот и други за вечно проклество. Еве, тоа го кажува Калвин. Според целта за која човекот е создаден, велиме дека тој е определен за смрт или за живот. Значи, Бог некој ги определил за спасение, а други за смрт. Тогаш, што е наше? Зошто тогаш да се трудиме да веруваме? Зошто тогаш треба да копаме, да читаме, да ја пронајдеме вистината, ако не сме определени за таа вистина? Кога се кажува дека Бог казнува или укажува милосрдие според својата волја, тој нас не упоменува да не бараме никаква причина надвор од неговата волја. Значи, ако е Божја волја некој да биде спасен, ќе биде спасен, а ако некој е определен за смрт, нема што да бара повеќе. Затоа што Божјата волја е такво врвно и соверено правило на правдата, се што сака треба да се смета за правда, затоа што тој така сака. Според тоа, кога се прашува зошто Бог го определил тоа, односно го сторил тоа, треба да се одговори затоа што така тој сакал. Ако се премине и преку тоа и се прашува зошто тој така сакал, тоа веќе е поставување на прашање кои засегаат повеќе и подалеку од Божјата волја, а тоа не е можно. Затоа човековата смелост треба да се одмери и да не го бара она што не и припаѓа. Еве, тоа е верувањето, кажувањето, учењето на Калвин, односно на ова наука за предестинацијата. Како доказ за неуместните прашања во врска со Божјиот избор, според кој некои луѓе се определени за спасение, други за уништување, Калвин ги наведува зборовите на апостол Павле од посланието Римјаните 9 глава 20 и 21 стих. Еве што пише: кој си ти, човече, да се расправаш со Бога? За ракотворбата ќе му рече на својот творец: зошто вака си ме направил? Или за грнчарот: нема право над глината од истата смеса да направи еден сад за почесна, а друг за секојдневна употреба. Без сомнение, почитувани гледачи, ваквото учење во калвинизмот придонело неговите следбеници да и се починат на Божјата волја, но нам, христијаните, не ни носи ова радосна вест. Зашто ако сме веќе однапред определени за едното или за другото, тогаш нема нешто да бараме. Но ајде да видиме што вели Библијата. Дали навистина овие текстови
6 наводи што ги спомнав, зборува дека однапред Бог некого определил за едно, а некој за друго. Еве што пише во 5 книга Мојсеева, 30 глава, 19 стих. Ова е фундаментален текст или основа за против учењето на калвинизмот. Ги земам денес за сведоци против вас небото и земјата, дека пред вас ставам живот и смрт, благослов и проклетство. И така избери го животот за да живееш ти и твоето потомство. Што вели сега овој текст, почитувани гледачи? Изборот е наш. Ние имаме слободна волја да се определиме на едната или на другата страна. Бог не определува однапред некого за спасение, а некого за смрт. Значи спасението е наш избор. Нашите одлуки ја одредуваат нашата судбина и во текот на животот за сета вечност. Нашата иднина не е определена, нашиот крај никаде не е запишан на почетокот на нашиот живот. Луѓето во античко време сметале дека нивните богови се сурови господари, како каприциозно се играат со човечкиот живот, човекот за нив е играчка. Еве од каде влечат корени на таквото учење. Што да се направи, добро или зло, судбината ќе се исполни. Песимистички мора да се очекува да се исполни волјата на боговите. Што може да се стори, што може да стори човекот во овој афект, односно во ова фаза на размислување? Дали воопшто треба да размислуваме за едното или за другото, кога веќе однапред, како овде што прочитавме, боговите однапред некого определиле. Можеби можел да им се принесува жртви на боговите или да им се држи фалоспеви за да ги смилува, размислува некој. Но морбидната драма на Софокле ги учила дека судбината не може да се избегне. Значи, ако однапред сме определени за нешто, не може тоа да го избегнеме. Според Светото писмо, постои предопределеност некако однапред донесена одлука кој ќе биде спасен, а на кого му е наменета вечна смрт, туку како можност за еден или за друг исход. Значи, тука е поентата и одговорот за самата предестинација. Иако Бог знае однапред дали ти и јас ќе бидеме спасени, но Бог не делува на конечниот исход. Бог не делува на мене на тебе да се определиме за лошото. Иако Бог однапред знае, но Бог, значи, не одредува. Тој како одеш на лекар и лекарот во своето предзнание те прегледува и установа тешка болест. И вели, овој пациент ќе живее уште 3 месеци. Од каде тој знае дека човекот ќе умре и навистина умира за 3 месеци? Дали тој му определува смрт за 3 месеци самиот лекар? Не, туку во своето предзнание, значи она што го учил докторот, според знаците што ги гледа во организмот, значи таа диагноза му кажува дека човекот ќе живее. Иако има моменти кога човекот продолжува да живи после 3 месеци. Значи се зависи што се хранил, што се лекувал, после откривањето на болеста може да се продолжи животот, но во своето предзнание, значи лекарот определува време на умирање. Така и кај Бога. Бог однапред знае што ќе биде со нас на оваа земја, со мене и со тебе. Но Бог не делува тоа да се случува. Значи, да продолжиме. Според тврдите сваќања за предопределеноста на некој, нивната цврста вера, нито животот според Божите закон не може да им помогнат, зашто веќе се определени за проклетство. Ваквото застапување, значи тие кои веруваат дека и да читат Библија и да веруваат во Бога и се молат за нив нема лек, тие онака ќе бидат во пеколот, односно ќе бидат уништени за вечност. Ваквото застранување, кое што е прифатено во некои протестантски средини, нема темел во Светото писмо. Тоа се противи не само на здравиот разум, туку и на суштината на Божиот карактер на Творецот, на неговата бескрајна добрина и љубов спрема човештвото што го создал. И еве, ќе завршам со цитатот кој го цитирав пред малце. Пета книга Мојсеева, 30 глава, 19 стих. Пред вас ставам живот и смрт, благослов и проклетство. И не советува понатаму Бог. Избери го животот за да живееш ти и твоето потомство. Почитувани гледачи, ова тема е многу долга и широка. Немаме време се да опфатиме, меѓутоа сршта, верувам, ја разбравме. Тоа верување за самата предестинација нема библиски корен. Иако, како што спомнав, ги цитира тие 6 стихови, кај што Павле зборува за таа предодреденост, меѓутоа во контекст дека Бог однапред знае
каков ќе биде нашиот исход, зашто е Бог. Но Бог на тоа ниту со еден грам не делува. Значи, остава на нашата слободна волја, дали ние ќе бидеме такви или не. Има многу случаеви на луѓе кои навистина биле лоши, имале разни пороци, но во текот на животот, кога го запознале Бога со Божјата милост и љубов, тие се поправиле, станале добри луѓе, го промениле својот карактер. Така да Бог остава на нашата слободна волја, дали ќе бидеме такви до крај или пак ќе се промениме. Бог ни стои на располагање во својата милост, да ни даде сила преку Светиот Дух да се ослободиме од сите тие негативни карактерни особини кои сме ги наследиле, можеби еден дел од нашите предци, некои сме ги стекнале во животот, пороци, например, и така натаму. Зашто никој не се родил, например, со цигара во уста. Тоа се стекнува, тоа е порок, уште во млади денови или подоцна, така да сето тоа може да се избегне и да се промени со секако наша слободна волја и со Божја сила кој ни стои на располагање. Одеме сега со песна. Bože, moja
Следува рубриката Прашање од Библијата. Денеска би зборувале за молитвата. Што е тоа молитва и како да се молиме? Молитвата, може да кажеме, е еден разговор со Бога. Молитвата е разговор, значи, човек-Бог. Не преку посредници, него директно на Бога. Некои луѓе, на жалост, се молат преку посредници, како што е Марија, Исусовата мајка, преку светците кои ги имаат. Ја знам, во православниот свет, например, скоро секој семејство имат некој светец и му се молат и преку него испраќаат молитви до Бога. Но сепак не е тоа така. Молитвата, рековме, е директен разговор со Бога. Често пати го наоѓаме Исус на молитва во Новиот Завет, кој клечел или шета во природа и се моли на својот татко. Значи, упатува молитва. Молитвата, може да кажеме, како што е воздухот за нашето тело, така е молитвата за човечкиот дух. Вистински се моли само оној човек што верува во Бога и во неговата безгранична добрина, која чувствува својата зависност од Него. Молитвата е начинот на кој ние разговараме со Бога. Постои една изрека, молитвата е како, значи, разговор со пријател, така и со Бога. Можеме да се молиме во секој време на секаде. Молитвата не е врзана за временски определено место, дали само во црква, дали на улица. Можеме секаде, дома и на улица, и на работно место. Додека ловиме риби, например, додека сечеме, работиме во градината, може ни да упатиме молитва, мисла кон Бога. Можеме да се молиме, значи, во секој време. Нашиот небесен Отец ќе не слушне, верувајте. Кога се молиме, користиме зборови кои покажуваат и љубовта и почита кон Бога. Преку молитвата ние му благодариме на Бога за благословите кои ги прииме од Него. Можеме да побараме исто така помош од Него. Можеме да ја почувствуваме љубовта на Небесниот Отец секој пат кога се молиме. Светото писмо на повеќе места зборува за молитвата. Најпознатата молитва, верувам, ја знаете, почитувани гледачи, а тоа е молитвата запишана во Матеј 9 глава, мислам беше од 6 стих па надолу, кај што е запишана молитвата Татко наш или Оче наш. Исус во оваа молитва дава еден пример, значи една рамка како да изгледа нашата молитва. Ние секако може и таа молитва да ја молиме, но можеме и своји да составиме молитви спрема приликите кои ги имаме. Свето писмо на повеќе места не охрабрува и не упатува за молитва. Еве, ќе прочитам само неколку текстови. Во Псалом 49:15 вака вели Давид: Повикај ме во денот на неволја, и јас ќе те избавам, и ти ќе ме прославиш. Понатаму, Матеј 7, од 7 до 8. Штом го побарате Господа вашиот Бог, ќе го најдете ако го побарате со сето срце и со сета душа. Барајте и ќе ви се даде. Барајте, ќе најдете, тропнете и ќе ви се отвори, зашто секој кој што сака добива, кој што бара наоѓа и на кој што тропа му се отвара. И во Матеј 6:33 вели: најнапред барајте го Царството Божјо и правдата Негова, и се друго ќе ви се додаде. Но молитвата не е само барање, само да бараме. Туку молитвата треба да биде и молитва на благодарност. Молитвата е и славење на Бога, значи за сите добрини и милости кон нас што Бог ни ги дава. Треба се молиме, например, кога сме расположени и кога не сме расположени. Воздухот го дишиме секогаш. Рековме, молитвата е како воздухот за нашето тело, а молитвата е, значи, потреба за нашата душа. Треба да се молиме секогаш. Молитвата е убава и насекаде треба да биде застапена. Секако има јавни молитви кога сме во црква, има приватни молитви, домашни молитви, молитва за благодарност на храна кога јадеме и така натаму. Посебно е убаво молењето во осаменост и во природа. Исус често пати одел во природа се молил, разговарал со својот отец, Давид, царот Давид. Исто така, неговите псалми се многу како молитва напишани кога ги чувал своите овци, своите стада во природа кога се шетел. Може човек да се моли со своји зборови, значи со посветеност на молитва, и Бог ќе ги услиши таквите молитви. Во Матеј во 6 глава веќе што пишува: влези во својата соба и затвори ја зад себе вратата и помоли се во тајност
И твојот Отец што борави во тајност ќе те награди јавно. Значи тоа е молитва тајна или домашна молитва во скришна соба. Зошто вели влези во својата соба? Се мисли, знаете, кога сме во поголемо семејство, ако сме во соба се молиме, може дете да влезе, телефон да задзвони и други некои ќе се појават непријатни работи, што може да ја омета, да ја спречи молитвата да бидам во дух и во мисла во молитва. Зато овде Матеј вели, влези во својата соба и затвори ја. За да биде молитвата вистинска и силна, значи треба да постојат услови. Прво, еве ќе спомнам неколку услови за услишување на нашата молитва. Прво, треба да се подготвиме за неа и со побожни мисли и чувства. Пред се треба да бидеме длабоко потикнати од мислата дека сме грешни и недостојни да застанеме пред Бога и да разговараме пред Него. Значи, со почит, со понизност да излеземе пред Бога. Второ, да се трудиме се што е кажано во молитвата, со внимание и разбирање тоа да го, значи, спроведеме. Никаква полза нема од молитвата ако ја вршиме, правиме без внимание и разбирање. Значи, не тоа да биде така паушално, ради реда, ради форма и така натаму. Трето, треба да се молиме со непоколеблива вера и надеж дека ќе го добиеме она што го бараме. Бог вели, тропнете, ќе ви се отвори. Барајте и ќе ви се дадете. Бог одговара на 3 начини на нашите молитви. Понекојаш вели да, понекојаш вели не, а понекојаш почекај. Значи, Бог знае најдобро кога треба да се одговори на твоите и на мојата молитва. Четврто, треба да се молиме со покајно и смирено срце и со чиста совест. Само смиреноста, поправо сознанието дека сме недостојни пред Бога може да не удостои за Неговата богата милост. Пето, заедно со верата во нашата молитва треба да постои, да се појават уште трпение, постојност и неумерност. И шесто, може да го уклучиме во молитвата и постот понекогаш. Постот е, значи, многу важно средство за засилување на молитвата. Ако молитвата се издигнува на душата кон Бога, издигнување со вера, надеж и љубов, тогаш постот е воздржување од се што пречи да нашата душа се издигнува кон Бога. Постот е умереност во јадење и пиење и во други животни потреби. Постот значи одбегнување на гнев, непријателство, завист, омраза и други страсти. Знаете, постот може да биде од 24 часа, за некои потреби кога ги имаме, може да постиме. И тогаш молитвата уште повеќе се засилува кон Бога што ја упатуваме. Може да спомнам само успат, прекрстување со рака, почитувани гледачи, не е молитва. Библијата тоа не го одобра. Значи, некои се прекрстуваат, заменувајќи молитвата со збор. Не, никаде нема да најдете во Библијата дека апостолите се прекрстувале со рака. Тоа е воведено неколку векови малку подоцна во еден дел од христијанскиот свет, па и денес кад се тоа задржило, луѓето наместо да се молат со своји зборови, се прекрстуваат со рака во името на Тројството. Исус такво нешто не кажал, ниту тоа го употребувал. Животот и молитвата се меѓусобно неразделени. Животот без молитва е празен, во него недостасува најважното нешто. Таквиот живот е живот површен, без вистинско значење, без длабочина. Животот кој се задоволува само со видливите нешта и представи не е добар. Таквиот живот ја нема разоткриено вечноста и безкрајноста. Светот во кој живееме не е безбожен. Значи, тој е безбожен, но не е само безбожен на тој начин, како би рекол, луѓето прават да се такви. Тој има грешна природа човекот, но на жалост прават уште поголеми погрешки затоа што не се поврзани со Бога. Човекот кој верува во Бога, кој се придржува кон Божите правила, ќе биде многу по не грешен, би рекол, во смисла не би правил грешки како што прави еден безбожен човек кој живе без Бога, без страх во Бога. И затоа цената на тој свет во Божите очи е живот и смртта на неговиот единороден син кој умре за таквите грешни луѓе. Значи, цената е платена за овој свет преку животот на Исуса Христа. Затоа ние може да бидеме сите еден ден извлечени од глибот на гревот и за секојаш да бидеме со Христа. Но дотогаш, еве, ќе користиме молитвата да ги кажеме нашите потреби пред Бога, да искажеме благодарност, но и да побараме Негово водство и заштита. И сосема на крај, молитвата е лек за заболената душа и клуч со кој се отвара скровиштето на благодата, преку која на душата и олесно. Значи, молитвата
е клуч кој ги отвара небесните порти, би рекол. Така да, верувам дека ја користиме молитвата, но уште повеќе да се засилиме во тој правец и да, навистина, да не помине ден, а да не сме се помолиле. Туку постојно да имаме во мисли молитва, а на тој начин ние ќе бидеме поврзани со Господа. Дали треба да се молиме на крајот? Да. Христијанинот треба да се моли со вера и со дух и да бара помош и да му благодари на Господа. Еве толку за ова прашање, одеме сега повторно со песна.
Еве, почитувани гледачи, полека се ближиме конкретно во наша денешна емисија, точно напладне, емисија која се емитува во среда во 12 часот. Би сакал да уште еднаш ви понудам Библија, Светописмо, значи сите вие кои сакате да имате бесплатен примерок на Стариот и на Новиот Завет, еве ви нудиме бесплатен примерок на Светописмо. Пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават на вашата домашна адреса. Значи, ако сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме бесплатен курс на дописната библиска школа, кој што има 8 дописни школи, во смисол 8 подречја, кај што може да се допишувате и да откриете многу големи работи за вашиот духовен живот. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве дојдовме до крајот, почитувани гледачи. Ви благодарам на вашето внимание што бевте со нас. Ви закажувам, ако Бог даде живот и здравје, нова средба, да се видиме и во наредната среда точно напладне во 12 часот. А до тогаш останете со здрави. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.